Dobro večer, Prilep, pobednički Prilep! Nekoj vikat, neka je ladno. Ne mi je ladno. Srcata vaši me grejat. Ljubovta za Prilep vaša i za Makedonija me grej. Почитуван председателе на ВМРО ДПМН е господине Никола Груевски, најдобар премиер во историјата на Република Македонија. Почитувани членови на најголемата партија, победничка партија во Македонија и Прилеп, ВМРО ДПМН е. Почитувани и ценети коалициони партнери, почитувани министри, почитувани пратеници и посебно почитувани кандидати за советници на победничката советничка листа, почитувани представници на бизнес секторот, на невладиниот сектор, представници од чаршијата и занаетчиите, почитувани пензионери, почитувани млади иднина на Прилеп, почитувани креатори и поддржувачи на Европски Прилеп, почитувани сограѓани, мои драги прилепчани, добро вечер! Стојки пред вас во моментов ми се враќа сликата во 2005 година, кога за прв пат ја поберав довербата од вас. Тоа го направив, знаејќи дека со вашата поддршка заедно можеме да го извлечеме Прилеп од сивилото кое ни го оставија челниците на Социјалдемократскиот сојуз. Веќе 8 години докажавте дека прилепчани ценат само дела, дека зборовите без дела не вредат ништо. И еве заедно со вас што се постигнавте во овие изминати 8 години. Плоштадот на кој стоиме сега со уште 3 други нови плоштади го различија Прилеп, го изфрлија на едно од највисоките места не само во Македонија, туку и на Балканот, како еден од најубавите градови. Цветните патеки, новата општинска зграда, реновираниот участак, спомениците на прилепските народни херои и културни дејци, параклисот, кружните тековини зградот, новите фасади на зградите, патеката на славните, фонтаните, зелените парковски површини, уредените училишта, сето тоа се наши заеднички дела. Прилеп е најчист и најубав град во Македонија. Сето ова се ваши идеи, преточени во дела. Но Прилеп не е само центарот на градот. Прилепскиот дух и темперамент потекнува од сите мала, од Варош до Чачорица, од Подкули до Џокдере, од Рид до Точила, до Тризла, до Тапани и Марино мало, до Штавичко мало, Сточен пазар, Жабино мало, Виште мало, Бончејца, во сите урбани и местни заедници комплетно го сменивте ликот со нови улици, нови тротоари, игралишта и паркови. Добивте нов лик на Прилеп, добивте Европски Прилеп. Ги реконструиравте сите училишта во општина Прилеп. Го решивте вековниот проблем со водоснабдувањето. Направивте најуреден градски пазар, 200 километри нов асфалт и над 100 километри нова водоводна мрежа, 10 нови бунари со 140 литри во секунда вода. Зборуваат за нашата посветеност на урбанистичките проблеми. Но јас сум само еден од 80.000
и сам не можев да го направам сето ова, доколку ја нема вашата поддршка. Поддршка од 78%, рекорд во Република Македонија од гласачите на последните локални избори. Поддршка која ни направи и обврски и одговорност кон сите вас, кон реализација на многу проекти во минатиот период. Вашите средства секојаш беа инвестирани таму каде што сакавте вие. Тимот кој што работеше со мене, деноноќно, беше сервис на граѓаните, ваш сервис. Дел од проектите се завршени со средства од европските фондови, грантови и многу донации. Голем дел од нив се завршени и со финансии поддржани од владата на Република Македонија. Додека некои ја негираја МПЦ и оцрнува се што сме направиле, ние по 100 години одлучивме да изградиме нова црква во населбата Точила, црквата Света Петка, која ќе биде уникатна по својата убавина. Но не само тоа, почнавме со изградба на уште 3 нови цркви. Додека некои не ни знаја дека Варош е дел од Прилеп, ние изградивме туристичка патека и амфитеатар, паркови и асфалтиравме преку 30 улици во најстариот дел од градот Варош. Денес Варош е туристичка атракција. Ете тоа се дела, почитувани прилепчани, ете тоа е љубов кон Прилеп. Могилата на непобедените беше заборавено и неугледно место во градот. Со децени, иако некои се чукаа по гради и се фалеа со тој дел од историјата. Место гордост и амблем на градот, во времето на СДСМ беше голема депонија. Тоа ни го остави Хари и неговата компанија. Тоа ни го оставија. Нема да трошам зборови за могилата. Вечерва, бидејќи секој од вас знае дека е најубавото катче во Македонија и гордост на сите нас. Прилеп го претворивме во културен центар на Балканот. Го имаме најголемиот фестивал на Балканот, Пивофест, кој оваа година ќе прерасне не во балкански, во европски и светски фестивал. Ве убедувам во тоа. Карневалот и Светската конвенција на карневали, како најголем настан во историјата на Прилеп, кој се одржа минатата година, како и многу други интересни проекти кои што беа поврзани од областа на културата, беа толкму случајни одвека се случија во градот Прилеп. Исто така, вложивте многу и во населбите како Тризла, каде што живее ромското население. Некој порано го заборави тоа ромско население. Ние не го заборавивте. Реализиравте многу проекти, реализиравте канализации, водоводи, улици. Ја започнавте и првата ромска џамија, која што ќе биде гордост на ромите во ромско мало Тризла. Канатларци, денес е пристојно место за живеење на брајката турци. Затоа да ги подсетам, да не си дозволат да бидат манипулирани од тие кои не знаеја дека постојат во минатото. Да не ви беше доставен отчетот до секоја фамилија за се она што заедно сработивте во овие 8 години, ќе ми требаа уште 3 дена да зборувам за се она што заедно направивте да го претвориме Прилеп во најубавиот град во Република Македонија. Пред да почнам да зборувам за програмата 2013-2017 година, сакам да ви нагласам нешто. Од порашите која девалвираа нашата држава, каде што ќе стигнат 3 недели ве малтретираа, ве тепаа и навредуваа по прилепските улици, вази бранители, насилници
и транзиционни профитери има можност, шетајки по улиците, да ги видат сите наши и ваши дела и проекти. Сите оние кои беа измамени од нив, ке не поддржат нас на 24-ти, бидејќи во саботата направија разлика помеѓу флаер и вистинска програма, помеѓу лаги и вистина. Дали ова ви изгледа на програма, почитувани сограѓани? Дали ова е програма едно флаерче од 4 ливчина со наредени проекти напишани во 4 сати? Се повикуваат на тоа во ова мало флаерче дека ќе го исправеле земјоделието. Па, господа транзициони политичари и бизнесмени од СДСМ, земјоделието е веќе исправено со оваа влада на Република Македонија. Бидејќи во ваше време земјоделците не знаеа ни С буквата од субвенции. Ке го претвореле градот и ке го развијале културниот туризам. Тие не само што нема да го развијаат, туку исто така, додека беа на власт, ги заборавија сите културно-историски споменици, сите манастири, сите цркви и археолошки локалитети во градот и околината. Викаат дека ќе го развивале спортот. Како ќе го развијаат спортот, кога и она што го имавте се уништија? Ги уништија спортските терени, спортските сали и се она што значеше спорт во градот Прилеп. Се повикуваат на тоа дека ќе го напределе и образованието во Прилеп. Да ги подсетам, како ќе го унапредат образованието во Прилеп, кога токму оваа локална самоуправа и владата на Република Македонија вложија преку 8 милиони евра, ги реконструира сите основни и средни училишта во Прилеп и во сите населени места. Викаат дека ќе ги развивале населените места и селата. Па тие, почитувани сограѓани, тие не знаат кои села се во општина Прилеп. Замислете, во програмата го спомнуваат Дупјачани, а Дупјачани е населено место во соседната општина Долнени. Како ќе ги развиваат, кажете ми? И на крајот, го имаат и најчудниот проект, што досега некој го има слушнато во историјата на Република Македонија. Проектот му се вика, пазете, не 5, не 15, не 50, 500 акумулации ќе направиле во Прилеп. 500 акумулации. Верувајте, дали верувате во тоа дека ќе никнат 500 акумулации за 5000 нови вработувања? Почитувани сограѓани, нова лага од Хари, не му веруваат и децата во градинка, не може да ги убеди. Верувајте, не му веруваат ни децата во градинка. 500 акумулации, да ги броите, не можете да ги доброите. Од каде пари? Од каде толку вода, почитувани сограѓани, за 500 акумулации? И на крајот, нема многу повеќе со нив да се занимавам. Само да подсетам една работа. Дали сте го прочитале вестникот Порта? Еве го да ви го покажам. Вестникот Порта, собственик на овај вестник и уредник е токму таткото на Хари. Тоа е Тачко Локвенец, господинот Тачко Локвенец, кој што вели во насловот Маријан Ристевски, европски градоначалник за европски Прилеп. Е, па на кого да му веруваме? На кого да му веруваме? На таткото да му веруваме или на синот да му веруваме? Кажете. Верувајте, со сите овие лаги што ги има спомнато во неговото брошурче напишано во 4 сати, тој го надмина во лажење и својот лидер Бранко Црвенковски. Капа може да му симне.
Меѓутоа, не вреди да се занимаваме со вакви политички дилетанти, транзициони бизнисмени и лажговци во политиката. Нашата цел и енергија е насочена кон нови проекти, кои повторно произлегоа од вас, мои драги прилепчани. Од Прилеп за Прилеп, почитувани сограѓани, Прилеп се сака со дела, или една моја позната изрека: една слика, 1000 зборови. Ете, тоа е сега Прилеп. Не застануваме. Продолжуваме со работа и во наредните 4 години. Главниот акцент овие 4 години ќе биде ставен на економскиот развој и новите вработувања. Со новиот генерален урбанистички план, кој е од инвестиционен карактер и во кој се предвидени, а во минатото воопшто ни не постоеле, нови индустријски зони, нови трговски центри, спортски центри, градинки, цркви, колективен стамбен и индивидуален простор за домување. Прилеп ќе биде најинтересното место за инвестирање во овај дел на Македонија. Со поддршка на владата на Република Македонија ја започнавте изградбата на слободната економска зона Алинци, започна изградбата на инфраструктурата во зоната, а оваа година се очекува и камен темелник на нови инвестиции и фабрики кои ќе овозможат и нови работни места. Со цел да обезбедиме услови за влез на домашните и странски инвеститори, ќе бидат изградени 2 нови економски зони, Прилеп 2 и Прилеп 3. Овде сакам да истакнам успешната продажба на сите парцели од економската зона Прилеп 1, 21 на број, 21 нова фабрика и погон ќе никнат оваа година со нови 2500 вработувања. Ете, тоа е економски развој, реален економски развој. Оваа година ќе биде отворен и новиот европски трговски центар, Сити центар Прилеп, приватна инвестиција, неколку милиони евра во центарот на градот со преку 250 нови вработувања. Деновиве ќе започнеме со изградба на социјални станови 78 на број во населбата Точила. Ќе биде изграден современ транспортен центар со хотел, автобуска, бензинска пумпа, реконструкција на постојаната железничка станица со 60 нови вработувања. Во Прилеп започнува да функционира јавен градски превоз, проект побарање на граѓаните, проект наменет за граѓаните. Во сабота сите пензионери ќе имаат бесплатен превоз. Современ безистен со деловни простори, колективен стамбен простор со трговско деловни површини, современ луна парк, нови детски игралишта во Прилеп и населените места, дополнување на рајската градина. Со помош на јавно-приватно партнерство ќе изградиме фабрика за селекција на отпад и производство на електрична енергија и биогаз од отпадот. Прилеп ќе стане еколошки лидер во регионот. Пречистителна станица, добијан проект од Европската Унија за отпадни води во Прилеп. Проект вреден преку 20 милиони евра со 63 километри нова канализациона мрежа во градот. Проект финансиран од Европската Унија и владата на Република Македонија. Прилеп е лидер во користење на средства од европските фондови. Веќе една година ја слушаме опозицијата дека ќе го гасифицирале Прилеп. Повторно, уште една голема лага на СДСМ. Почитувани мои сограѓани, да, Прилеп ќе биде гасифициран, но само благодарение на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Прилеп единствено може да биде гасифициран само со вклучување на Македонија на проектот Јужен поток.
Само изградбата на националната гасоводна мрежа може да овозможи вистинска и квалитетна гасификација на Прилеп. Како и досега, ќе вложуваме не само во градот, туку и во населените места. Сите села во општина Прилеп, благодарение нова локална власт, имаат нови водоводи. Во наредните години ќе градиме канализациони мрежи во поголемите населени места, ќе ги доасфалтираме улиците, ќе градиме паркови и многу други проекти. И во иднина, иако опозицијата не критикува, ќе ја продолжиме тенденцијата да бидеме најзелен град во Македонија со изградба на нови парковски површини во сите населби во градот. Партерно ќе го уредиме и покриеме Дабнички канал на потегот од Касарна до вливот во градска река. Ќе продолжиме со реконструкција и поплочување на плоштадот улицата Борка Талески, како и изградба на нов плоштад околу градскиот часовник и реконструкција на уличките и фасадите на дуќаните во старата чаршија. Целосно до покривање и осветлување на градскиот пазар, обновување на фасадите од зградите во центарот на Прилеп во соработка со бизнис секторот, до поплочување на тротоарите и до асфалтирање на сите улици во градот, изградба на модерни влезови во градот, чија реализација веќе е започната. Не престануваме да вложуваме во образованието, за нашите деца, за нашата иднина, иднината на Прилеп. Продолжуваме со реконструкција на сите основни и средни училишта во Прилеп и населените места. Ќе бидат довршени монтажните училишта во населените места Чепигово, Беровци и Галичани. Ќе изградеме ново училиште во населбата Сточен пазар. Ќе продолжиме со изградба на 6 нови спортски сали во училиштата, обнова на салата Партизан или како што ја знаеме Соколана, нови тениски, нови фудбалски игралишта, вештачка карпа, скейт парк и така натаму. Изградба на модерен аквапарк, приватна инвестиција во близина на могилата. Осовременување на градскиот стадион Гоце Делчев по англиски терк за 15.000 гледачи. Јавно-приватно партнерство. Прилеп, повторно ве убедувам, ќе биде најфудбалски град во Македонија. Како и во изминатиот период, така и во наредниот, партнер на ова локална самоуправа ќе бидат младите од градот. Голем дел од овие проекти се нивни идеи. Во новата програма, која ја нудиме пред вас, имаме значаен број на проекти посветени токму на младите. Ке го развиваме културниот, рекреативниот, руралниот, манастирскиот туризам и така натаму. Културата е белег на нашето постоење, нераскинлив дел од идентитетот на прилепскиот народ. Ке изградеме етномузеј во Прилеп, кино во просторите на Центарот за култура Марко Цепенков, повеќе наменски културен центар, музички парк, возобновување на Марковите кули и изградба на споменик на последниот македонски крал, кралот Марко. За изградба и поставување на веќе започнатиот споменик Прилепски бранители, во чест на сите бранители, 5000 на број, кои 2000-тата и 2001-та застанаа на браникот на собствената држава. Заедно со владата на Република Македонија ја отпочнавме и реконструкцијата на градскиот часовник, срцето и душата на Прилеп. За брзо време ќе биде готов овај проект, а општината ќе го реконструира и повторно ќе работи, очувувајќи го времето и ерата на европски Прилеп и европска Македонија. Ќе продолжиме со заштита на нашето богато културно наследство. Како Феникс, повторно ќе се исправи
со целата своја убавина и изграден пат до него, сите заедно со помоши на владата на Република Македонија, ќе го вратиме срцето на христијанството на Балканот во својот стар сјај, гордоста наша, манастирот Трескавец. Затоа што Прилеп се сака со дела, затоа што Македонија се сака со дела. На крајот ве повикувам сите присутни на 24 март повторно масовно да излеземе, масовно и гордо да се гордееме со тоа што сте прилепчани, бидејќи го имаме еден од најубавите градови во Македонија, и повторно да дадеме доверба на луѓе кои 8 години не спиеа, 8 години работеа, да дадеме доверба на новите советници и победничката советничка листа со број 4 на ВМРО ДПМН издружената коалиција, кој ќе го водат Советот на општина Прилеп на чело со нашиот председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господинот Никола Димески. И ве повикувам да гласате за број 19. Пазете, број 19. 19 декември е патронот на градот Свети Никола, од кога почна, од кога го поставивте прв пат во историјата на Прилеп, донесовте да има градот патрон. 19 декември Прилеп тргна напред, нема враќање назад. Да гласате за број 19. За победнички Прилеп, за продолжување на сите проекти, за нови проекти. Бројот 19 е Горан Пандев, кој дава голови за македонската репрезентација, а овој број 19 ќе постигни хет-трик за Прилеп, за Прилеп, за Прилеп. Со оваа програма од 400 проекти за европски Прилеп, да живее Прилеп, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН, да живее Сдружената коалиција. Ви благодарам од срце ви благодарам.